овие инструменти направија од мене една личност која што цел живот гледа позитивно на животот и мислам дека овој инструмент го совладав и го свирам без грешка. 100% сум самоук, со тоа што се трудев да крадам од секој мој колега, сум спиел по свирки, скриен во некој чош да го гледам колегата, а се имало ситуации каде самите колеги бубњари, ако видат дека ги шпионираш, го вртеле грбот да не крадиш ништо од нив. Детево се бави со некоја физичка работа кај што ќе биде внесен целиот. Тоа значеше користење на мозочни функции, раце и нозе. Почнав со она тарабуче што го свиреше син ми сега, после од тарабуче почнав на барабанче. Во тоа време и така совладував години само на барабанче. После почна она запознавање на другиот сет, кога веќе знам барабанче, да пробиме да усогласиме нога, рака, а кога тоа ќе го усогласиш, веќе и мозокот влегува во функција и мислам дека овака изгледа многу просто, ама е многу сложен инструмент кај што буквално сет си во функција, за разлика од други инструменти. Живеам во зграда на 6-ти спрат кај што не можеш кога сакаш да монтираш и да вежбаш. Голема благодарност до ова општинско училиште Лазо Мисев Рале, начело со директорот и со вработените, кои што, пак ќе речам, секогаш стојат на располагање, ама верувам дека јас сум оставил дел од себе тука, со моите и постапки, музички не толку, пошто сепак сум самоук, али преку тоа што син ми како школуван музичар веќе има некоја допирна точка со школата и се надевам дека секогаш тие бариери наоѓаме начини да некако ги пребродим. На почеток беше многу тешко и ден денес. Луѓе што не ме познаваат, ако ќе речам, може ли мајсторе малку јас да седнам, да те одменам, ме гледа со скептицизам и дури баш со онаа саркастична изјава, ајде ти ќе тропаш. Оди играј си таму на свадба или седи мадро, по наше кажано. Недостигот на финанси и фактот дека со овие не можам да вежбам, ми прават една цел наредна дека ќе ми требаат електрични тапани кои што би ми го олеснали музицирањето, пошто многу полесно е таму. Секој има дома огледало, да знае да го искористи само. Значи секој ден сите се гледаме во огледало. Ништо срамно ако правиш муабет во наводници, значи не да забегаш. Не да забегаш па се караш со огледало. Не, него позитивно, да го поздравиш ликот што го гледаш спроти тебе, да му посакаш добра ден, да му посакаш добра вечер. Дедо ми, Бог да опрости, имаше една изрека, може би и од него ми дојде тоа со огледалото. Насмевни му се сабајле на огледалото. Ако тоа ти врати, испадни во чарши. Ако не ти врати, не испаѓај, не могу да сипува денот на некој друг.